По приемот на уверението од Општинската изборна комисија за мандатот избран градоначалник на општина Кавадарци на локалните избори 2017 година, денеска господинот Митко Јанчев официјално ја прими новата функција, примопредавање на власта на функцијата градоначалник од Александар Панов. Во свечена атмосфера во присуство на најблиските соработници на Панов и на Јанчев беше извршено примопредавањето на функцијата градоначалник на општина Кавадарци на новоизбраниот градоначалник на општината Митко Јанчев. До сегашниот носител на оваа висока функција Александар Панов му посака плодна работа, изјавувајќи дека на Јанчев му остава позитивна солвентна сметка, без загуби и големи обврски за плаќање, со редовни приходи, буџет кој ќе возможи нормален старт во работењето. Во оваа прилика новиот носител на највисоката функција во општината Митко Јанчев рече дека ќе го реализира ветеното, посака сплотеност и соработка со советниците од Советот на општина Кавадарци со цел граѓаните да ги добијат потребните бенефиции за кои гласале на локалните избори 2017. Присуствуваме на примопредавањето на власта во општина Кавадарци, со нас е досегашниот градоначалник Александар Панов и новиот градоначалник Митко Јанчев. Во каква атмосфера го предавате, односно го примате ова високо звање, ова висока функција? Секако атмосферата е позитивна, поготово ако се зема во предвид дека Митко Јанчев е и наш кандидат на ВМРО-ДПМН и кандидат со кој што заедно действувавме оваа изборна кампања и еве победивме и сега нели со мирно срце, со голем мерак ја предавам оваа моја функција на човекот во кој што верувам многу, човек кој што беше надворешен соработник мој, кој што на неколку пати се покажа како вистински мој избор кога беше нели изградбата на црквата, изградбата на плоштадот, со неговата општествена одговорност како компанија, така и како председател на регионалната стопанска комора, што остави еден посебен белег за Кавадарци за разлика од многу други градови. Општина Кавадарци е една од ретките кои што секојдневно има прилив од неколку милиона или од минимум 1 милион. Поготово овој период кога веќе решенијата се доставени за данок на имоти, за други даноци, како до фирмите, така и до физичките лица. И мислам дека една од ретките општини, или јас ја рангирам една меѓу првите 5 општини кои што е во завидна финансиска кондиција. И тоа не е само за локалната самоуправа, тоа се тука морам да ги набројам сите институции од културата, сите јавното предпријатие, јавни институции, установи кои што не должат ништо, а ги имат редовните приливи или дотации кои што ги очекуваат од министерствата. Идниот градоначалник че има обврска само да ги плаќа оние ситни доспеани побарувања кои што ќе доспеат доправа од компаниите кои што ја реализираат комуналната изградба во овој период, а тоа се многу ситни пари, така што ќе има една релаксирана финансиска состојба и едни добри услови за идната комунална изградба и идниот реализација на неговите сите проекти. Имаме една специфична состојба со новиот совет. Неофицијално Социјалдемократскиот сојуз има еден повеќе советник, меѓутоа тоа не значи радост, туку напротив значи една поголема одговорност на советот, бидејќи во иднина тој треба да биде дел од проектите на градоначалникот и ако се однесуваат одговорно спрема градот и спрема потребите на жителите од Кавадарци, можат да си ја дигнат цената која што сега ја имаат. И воспротивно, доколку го обструираат градоначалникот во реализација на неговите проекти, да бидат максимално избламирани пред граѓаните, така што моje лично видување кој што доаѓа од моето долгогодишно искуство тука, не само како градоначалник, туку и како совет. Сум бил и јас опозиција во градскиот совет, меѓутоа 90% од проектите на некогашниот градоначалник Панчо Минов сум ги гласал затоа што тоа не биле проекти само за него, туку биле за граѓаните, за подобрување на условите за работа и живот на сите кои што живеат во општина Кавадарци. Митко Јанчев како иден градоначалник докажа дека императивот не му се финансиите, туку напротив новиот предизвик кој што ја носи оваа функција и се нафати да ја извршува оваа функција во интерес на граѓаните. Така што треба само да се сплотат заедно со него и да носат одлуки во интерес на граѓаните. Тоа е мојата најбитна порака до идниот совет за да бидат запамтени како успешни советници.
ова е стварно за мене убав ден, убав свечен чин, кај што презимам една одговорна функција, која што не доделија граѓаните на град Кавадарци, односно општина Кавадарци. Јас од денеска треба да го преземам општинскиот кабинет, односно функцијата градоначалник, и од понеделник почнуваме со официјална работа, така да ќе работиме во интерес на граѓаните. Од моје име останува да се заблагодарам на 8-годишното работење на досегашниот градоначалник Панов и за неговите успеси и транспарентности кои што ги работел во општината. Исто така и за претходниот совет кој што се трудел да се носат одлуките во прав правец и да му помагаат на градоначалникот. Така да се заблагодараме на идните советници кои што пред малку се видовме и се надевам на транспарентна и на одговорна соработка, единствена сплотена со нив како град Кавадарци, како општина Кавадарци. Во она што значи општина Кавадарци, јас доволно ја познавам општина Кавадарци, имам учествувано во повеќе јавни ситуации, односно општествено одговорни работи. Финансиската конструкција во општината точно не ја знам, меѓутоа со она што значи моје доаѓање и заедно со финансиски ревизиски извештаи ќе направиме, каде што точно ќе ја знаеме финансиската конструкција и можете на општината се она што значи кажување од Александар Панов и од структурите на финансите на општината, така дека е во една завидна добра состојба, меѓутоа во точна кондиција за да ги реализираме проекти, се она што значи иден градоначалник мора да знаеме подолната точка и го на наша завршна точка. Наш прв проект ќе биде мој општинар. Ќе работиме на тој проект да можеме луѓето да ги етаблираме во она што значи општина и надвор на реоните, да направиме реорганизација, да ги определиме тие луѓе, да направиме нова системација кај ќе ги пуштиме да работат. Меѓутоа, тоа е прв проект кој што ќе го отпочнеме, практично да се работи, инаку планот не е од понеделник натаки да отпочнеме на повеќе проекти да работиме, кај што негде ќе има припремена документација, негде ќе има дел од урбанизамот, негде ќе има студија да се работи, така да сите проекти кои што треба ќе ги отпочнеме што од прв ден, ќе ги поделиме по сектори и со нивното завршување на проектна документација ќе бидат и во спроведување.